Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, повеќе од 2 недели државата е тресе најголемиот скандал на непотизам во Република Македонија предизвикан од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Заразата со епидемијата на непотизам се шири многу полошо од што можевме сите да замислиме. 2 недели граѓаните без страв и со гнев кон СДСМ и власта ни откриваат најголемата мрежа на партизација на државната администрација и тоа со најблиските роднини на највисоките државни функционери на власта кои потекнуваат од редовите на СДСМ. Денес ќе ви презентирам нови 4 случаеви од СДСМ заразени со оваа епидемија, а изворот на зараза се двајца пратеници од редовите на СДСМ, кои ги заразиле, односно вработиле нивните роднини. Верували или не, и пратеникот Сашко Атанасов од Василево не останал покус во однос на своите колеги. Откако е пратеник, си ги вработил своите блиски братучеди Ѓорѓе Иванов, како наставник по англиски во основното училиште Гоце Делчев, и Зоран Атанасов, исто така како наставник по физичко во истото училиште Гоце Делчев во општина Василево. Додека пак третиот што го вработил, односно третата, е која ако не неговата кума, која што пратеникот ја вработил во општината во Василево. Не заостанува и неговата колешка од Тетово Татјана Лалчевска, која што е пратеник од редовите на СДСМ. Таа, замислете, ја вработила својата ќерка во детската градинка Младост. Кои се критериумите според кои овие роднини на овие пратеници се вработени? Почитувани, ова нема крај. Ова навистина нема крај. Обичниот народ трпи за сметка на функционерите на СДСМ. Секакво лажно морализирање, секаков лажен морал, а лажен е затоа што СДСМ викаат дека дел од роднините на Мира Дизел си дале откази, а дел не. Самото тоа ни покажува дека нив воопшто не име гајле за граѓаните. И тие единствено се грижат да ги вработат своите роднини на убави места со високи плати. Единствената причина за тоа е поразот на изборите кои следат и сега брзаат да си ги вработат сите своји роднини. Само поразот на СДСМ на изборите кои што следат е лекот за оваа епидемија на непотизам која шират на сметка на обичните граѓани. Благодарам.